Здраво, Ѓорѓе, ти благодарам што прифати да бидеш дел од дискусијата иднина институција за можните иднини на 12 декември во Давот Пашинанов. Ова дискусија, генерално ова видео е како еден начин на пролог кон самата дискусија, која што ќе се случува на тој датум. Поканата до те, прво ти благодарам за учеството, и поканата до тебе беше на повеќе нивоа. Прво како уметник кој што веќе подолго време работи активен на оваа сцена овде. Потоа како уметник кој што веќе и интернационално поврзан, регионално и интернационално, и си бил дел од големи изложби и самостојни и голем број изложби и самостојни и групни. И сега како дел од управниот одбор на Национална галерија, односно како нејзин председател. Бидејќи темата е самата колекција и односот кон колекцијата изминативе години, би сакала првенствено да те прашам да го дознам твоето искуство во врска со оваа колекција и со оваа збирка на Националната галерија и каков бил твојот однос во рамки на твоето градење како уметник. Да, колекцијата знам од различни поставки што биле тука и во Чифтеамам и во Мала Станица. Нормално последните 70 години овдека и постојаната поставка на Националната галерија која ги опфаќа македонската скулптура, сликарство од почеток на 20 век со неколку дела автори кои творат веќе во 21 век. Сум ја посетувал често, сам или со гости од странство. Потоа во Мала Станица и во Чифтеамам. Во Чифтеамам на неколку наврати сум можел да видам и колекцијата која тие нарекуваат југословенска колекција, нешто што се создавало паралелно со создавањето на галеријата, која првично мислам дека се вика галерија, уметничка галерија, па потоа го добива признакот Национална галерија на Македонија. Колекцијата покрај на Музеот на современа уметност е најголемата колекција кај нас и оттаму е исклучително битна. Како и таа во музеот, така и колекцијата овде е битниот аспект дека во себе содржи дела не само од Македонија, туку и автори од Југославија и малку пошироко. Што предпоставувам исто така дека гордост на секој уметник би било да има дело во рамки на оваа колекција. Секако. Да речеме, колекцијата тука може би треба да се шири и понатака. Напоменав претходно, значи застапени се некои автори веќе од средната генерација кои се уште активни и колку што знам постојат идеи таа да се збогатува со уште по-рецентни дела. И најверојатно еден од критериумите на конструирање, на градење на оваа колекција не е бројот на дела, него и некаква значајност. И во литературата се споменува и зборот квалитет, кој што е доста и дискутабилен, не може многу да зборуваме на тема квалитет. Да. Но моето повеќе прашање и сега во рамки на твојата нова функција, иако си многу малку време председател на управниот одбор, 2 месеци немаш голем увид во работите кои што се случувале тука или ќе се случуваат, но кои се твоите идеи, предпоставки, визии за она, посебно кога ќе се земе и твоето искуство кон проследување на слични вакви идеи во светот, кои се твоите идеи или визии за самата колекција? Да, добро, тоа е малку комплексно вака сега да се одговори, посебно затоа што Националната галерија управува со 3 простори, но треба да се има предвид дека две од тие, не две, практично сите се адаптирани простори. Ниедно од нив не била, уште во почетокот наменета за галерија.
да отпочне од таму кај што се наоѓаме сега Чифтамамот, како што знаат сите, тоа се објекти од отоманскиот период, биле лањи. Да отпочне од таму уште после војната, а Чифтамам скоро 20 на години е во функција. Предходно тој во 90-тите беше користен неколку наврати во неколку алтернативни уметнички проекти. Мала станица исто така беше адаптирана, тој е бивши објект на железницата, потоа на армијата, бил користен како магазин и оттаму секогаш кога влегувате во адаптиран простор сте на некој начин лимитирани. Создавањето на еден друг простор по одредени мери, уште самиот почеток може да создае простор и за планирањето на колекцијата и како ние сакаме да работиме со неа. Има навистина многу можни начини на кои може да се работи со една колекција. Во секој случај треба да се внимава таа да ги опфати, ако збориме за една национална колекција што треба да го представува творештвото во една земја. Треба да се одбира внимателно, субјективноста никогаш не е исклучена нормално, да се репрезентира се она што било битно во сите изминати декади на уметничката сцена тука. Тоа што за мене е секојаш интересно во однос на колекциите, битно е да новите генерации, па и ние, да повторно се потсеќаме на вторите што работеле или работат тука, но секојаш исто мислам битно да се поставуваат тие колекции во сооднос со современото творештво. Мислам на тој начин може да се не само се создадат некои поинтересни поздрави релации, туку на тој начин да се покаже некаков континуитет. И може би завршно прашање кој што би можело да биде и општо, зборуваме за институции во 21 век, институции кои што генерално се многу често и тесно се поврзани со општествениот, политичкиот и социјалниот контекст и некако се своевидна реакција на случувањата. Изборуваме за институции кои што се градени според некаков модернистички шаблон на некакви своевидни елитни заедници, во која и повторно адаптирани, ќе речем. Да, и повторно адаптирани, повторно адаптирани во простори. Како тук, кој би било твоето гледање на нештата меѓу едно наследство кое што се уште не е, според мене не е преиспитано во наши рамки? Наследство зборувам во рамки на Југославија, но во рамки на југословенски модернизам, но и пошироко во рамки на самото разбирање за модернизмот и некаков современ пристап, современи предизвици на градење на една институција. Да. Не знам, веројатно, како што рековте вие, начин на репрезентирање е можеби некако застанат во времето кога се создавале овие институции. Ако прошетаме некаде надвор, ќе можеме да видиме навистина многу инвентивни начини на кои се презентираат колекциите, разни пропратни програми кои веројатно навистина можат да дадат едно подлабинско толкување, значење, интерпретирање на одредени уметници и уметнички правци. Дали се тоа некакви интерактивни видеа, некакви неортодоксни, ќе наречам, начини на создавање на книги за одредени правци и уметници. Има навистина многу можности како тоа може да биде подинамично направено.
Ти благодарам, Ѓорѓе, едва очекувам да направиме дискусијата на 12 декември. Фала за поканата.